ова издание. Сите деца и сите ние, возрастните, сме затруени од овие каменоломи. Лабуништа се гуши во прав, бара затворање на сите каменоломи. САД, председателот Доналд Трамп со порака до демократите од Минеаполис и Зеленски потврди дека немало уцена. Хуманитарна трка на кучиња во Вашингтон. А како ќе се искористат парите во продолжение? Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Македонските граѓани денес го слават празникот 11 октомври, денот на народното востание. Честитки испратија председателот Стево Пендаровски, опозицијата, а обраќање имаше и премиерот Зоран Заев. Да градиме системи што ќе останат. Тоа е европската иднина за Северна Македонија, порача Заев. А следно, вестите од САД и од светот. Председателот на САД Доналд Трамп вчера ја продолжи изборната кампања во Минеаполис, прв пат откако беше отворена истрагата за негов импичмент од страна на представничкиот дом. Председателот на Украина пред новинарите изјави дека не бил под никаков притисок. Тој рече дека немало никаква уцена за време на телефонскиот разговор, рече Трамп, напаѓајќи го кредибилитет. На кампања во Нью Хемшир пак Бајден рече дека потегот на Трамп е основа за импичмент и оти тој ќе биде повикан на одговорност. Двајцата бизнисмени блиски до Руди Џулијани, личниот адвокат на председателот на САД Доналд Трамп, се уапсени под обвинение дека направиле стотици илјади долари преку нелегален придонес за републикански кампањи, вклучувајќи за одборот за политичка акција, што го поддржува Трамп. Премиерот на Етиопија Аби Ахмед ја доби годинешнава Нобелова награда за мир за неговите напори за воспоставување мир со соседна Еритреја. Меѓу номинираните годинава беа и премиерот Зоран Заев и поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас, кои беа предложени за потпишувањето на Преспанскиот договор. Проблемот со каменоломите во Лабуништа се повеќе се зголемува, реагираат жителите кои бараат нивно итно затворање. Мики Трајковски пренесува како е да се живее таму. Оштетување многу имам. Оштетување. Куќава е целава. Целава куќа испукана е. Значи, ке да бараш пукалец мора да најдеш. Нема значи да остане неиспукана негде со минирање. И дури пчелите таму што ги имам наместо на нападот и на назад иде све. Немат. Значи, нема приход никако. Првите години докато не беше камелов, исто бајги мет, а сега е многу намале. Куќата на Решат Алиовски се наоѓа на само 50 метри од првиот каменолом во Лабуништа. Од целината на детонациите која доаѓа при минирањето, вели животот станува се понеподнослив. Каменоломите за жителите на Лабуништа се глава на разговор и додека го пијат првото утринско кафе. За некогаш плодното поле вела дека сега е целото бело од прашината која доаѓа од ископите. Загрижени се за својата иднина. Сите деца и сите ние, возрастните, сме затруени од овие каменоломи. Кој ќе дојде предизборна кампања, тука се со нас. Кој ќе завршат, си добиваат функција и никој не се добира до. Полето ми имаме ливади покрај каменоломот. Све е затрпано, све со камење. Мините, ние не можеме ништо, ни општо да се земи нешто приход од тие ливади. Во ординацијата на лекарот Аладин Демичовски секојдневно доаѓаат пациенти кои се и белодробните заболувања. Во последниве години, значи драматично е порастен бројот на малигни заболувања, и причините се мултифакторијални. Меѓутоа, не можеме апсолутно да го избегнеме загадувањето на животната средина, посебно на воздухот, значи со ненормални количини на прашина. Од пред неколку месеци е формиран иницијативен совет за спас на Лабуништа, нивно барање е затворање на сите каменоломи или нивна дислокација. Каменоломите овде ги има повеќе од 20 години, но незадоволството кулминирало со отварање. Каде да се оди? Моравме тоа да го спасиме. И тоа беше поводот за овој народ да на некој начин се отрезне, се освести и да свати што се дешава со наша средина. Концесиите се издаде
работа се до 2045 година, што значи можете да претпоставите за овој временски период што ќе се случува во Лабуништа. Од Министерството за економија велат дека една од концесиите веќе била одземена, додека кај останатите немало основ за раскин на договорите, но велат дека ќе продолжат да ја следат состојбата на терен. Од некогашната општина Лабуништа останаа само 9 каменоломи. Ако се имало предвид дека овде живеат околу 9000 жители, тоа значи дека на секој 1000 доаѓа по еден каменолом. Од Лабуништа за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Демократите ја продолжуваат истрагата за импичмент на председателот Доналд Трамп и покрај тоа што неговата администрација ги блокираше клучните сведоци да дадат исказ и да обезбедат документи. Джим Малон за ова. Председателот Трамп не попушта во ставот спрема истрагата на демократите за неговото повикување. What they did to this country is unthinkable. Она што го направија на државата е незамисливо и голема среќа е што јас сум председател. Оти многумина веруваат дека ретко кој би можел ова да го издржи, а издржувам зашто е важно. Основа за истрагата за импичмент се обидите на Трамп да убеди други држави да отворат истрага против политичкиот ривал, поранешниот председател Џо Бајден. За демократите, ваквите постапки на председателот представуваат злоупотреба на моќта. Ова е една од неколкуте истраги. Американски председател да се отстрани од функцијата, вели аналитичарот Пол Берман. These are extraordinarily serious allegations. Обвинувањата се сериозни. Не сум сигурен дека имало председател кој ја користел надворешната политика за добивање политички поени. Но импичмент во представничкиот дом е само првиот чекор во целата оваа постапка, вели Вилијам Галсон. Вистинскиот суд ќе биде Сенатот на САД, каде ќе биде потребно двотретинско мнозинство да се отстрани председателот Трамп од функцијата. Републиканците имаат мнозинство во Сенатот, а председателот е сигурен за исходот ако дојде до гласање. Ако дојде во Сенатот, ќе победиме. Републиканците се обединети. За да се отстрани Трамп од функцијата председател на САД ќе биде потребно двотретинско мнозинство или 67 од 100 членови. Последен пат за импичмент на председателот се гласаше 99-та, кога председателот Бил Клинтон беше ослободен од вина во врска со аферата со неговата практикантка Моника Левински. Кучиња им помагаат на кучиња во Вашингтон. Максим Оскалов информира како. Тие можеби се мали и ниски, но тоа не значи дека не се брзи. Десетици јазовичари се наредија на трка што носи титула најбрз јазовичар. Денешниот настан е главно за забава. Едноставно да се зближи заедницата и секој да се забавува. Секоја година стотици луѓе доаѓаат да следат трката на 10 метри, наречена VNR 500. Оваа година повеќе од 120 јазовичари учествуваа во трката, која некои собственици ја сваќаат сериозно. Имавме голем појадок, малку ги масирав рамената и подготвена е за трка. Во првата трка победи Лате. Веќе 9 месеци тренира, родена е да се надпреварува и да победи на оваа трка. Кучињата со мали нозе се брзи, а Лате има талент. Кучињата кои не се брзи можат да се надпреваруваат во убавина и стил. Хенри е друштвен. Не е еден од најбрзите, но сака да стекнува нови пријатели. Денес е ајкула. Мислам дека тоа точно ја покажува неговата личност. Средствата собрани од овој настан се наменети за организацијата Хумано општество со цел да им се помогне на бездомните и напуштените животни да најдат дом. Расата јазовичар е создадена во Германија, така што беше соодветно трката да го означи почетокот на Октоберфест. Така додека забавуваа. Имајте убав викенд, пријатно.